15! Добър ден, докторе, како си? Добре, как? Слушай, јас сега може со малце досаден, ама па таква ти е работата, дали? Не се Како да не се секирам? Себе викаш другата недела ќе те пуштим, овие твоите не ме пуштаат. Па ја да се викам од понеделник, они ќе мислат дека ги лажам, че речат овој луд. Абе, уживај, него да те прашам нешто. Рециталот у сабота, што направивте со тоа? Немој да се обрукаме после. Што да правиме? Работиме, ама имам многу проблеми. Толку би употребljават србизми, ја не знам, у школа ето ги учат, оди до улица, другачије збора. А ваму златен јазик ја. И ја то сакам да нашата партија у платформа да го предложим да влезе овако. Меđutim, нема факс. У Америка, у санаториумите, у секоја соба има факс. Веце шолја, биде. Па то се основни средства за комуникација. Добро тоа. Него ти треба да ги стегнеш изет и джеват, тоа на крај кога го чуваат за татковината со Киро напред малце. Поубедливо да биде. Ја, што да ја проба до доктор, ти знаеш. Стави еден вика за Киро, стави друг вика за Лјупчо, трет вика. Јас си викам, да не ме пестат нешто овие, разбираш? Оти си викам, знат, оти сум политичар, знат да дрбам уште у државата, и дешто покушаат, оти да бештанки се прават, ја бар имам искуства за тоа, еде така еднашка у партија, што све не му да правихме за него, и туку почна по вестници да ме пишуе, му викам, го сечеме овој, го сечеме. За 3 месеца, ако веруете, фирмата му уништивме на прошечки штаб, го донесовме. И после вика, може да дам јас на вашата партија? Да, што ќе даеш, викам, не може сега у нашата партија. Ништо ние дома плочки лепиме. Ги земавме вама од карши дистрибуција од панарија. Лудница се. Почна? Само ти каслиш. Па ти не се одлепи од телефонот. Колеги, Ништо тука еден од младиве доктори се така, занесува. мислам дека една општа констатација тоа, дека ние по примерот на другите не е доцна да се вклучиме во современите текови. Зашо ја мореш ние за останати с не? Другарот началник веројатно мислеше на ова со приватизацијата. Браво, колега, браво. Колеги, ја мислам дека и ние треба да се приватизираме како овие големиве фирми што се. Да. Увоз, извоз. Кој се тие, море? Овие бе, колега, што работат со фактури, со порачка, изјава. И така кажи, ебаго. Од кај големи фирми? Ние не сме голема фирма, 6 души доктори, 8 души персонал. Ајде. А пациентите не се луѓе. Па они се, колега, само 50-60 души. Ја предлагам приватизацијата да се изврши по системот сите акционери и менаџери и обратно. И ќе функционира по принципот како кај сите големи фирми. Приватна собственост и колективна одговорност. Добро, дружи началниче, така нека биди. Само да мислиме малку и на пациентиве. И од тоа што и направивме акционери убаво. Ама да испастриме малку и тие да залечат на менаџери. Јас за почеток имам еден предлог, едно шнајдерче, што имам по еден пар панталомчина да им сушијат. Знаеш какви панталомчина шијат? Кој ќе исошијат еден, му немаат мана најно. Еден, кој ќе го видиш вака Джоа Манекен, немој да опознаиш. И после тоа кој ќе ој, тоа него ќе врвит, да види, да заличе, да речете во акционерско друштво. Не онде кој нашо и направи, не со рибине. Женски полов орган. Хоризонтално или вертикално? Хоризонтално. Уста. Ти решава тука што не речи. Добро, не лек ќе му земе нови кошули, што е се? Добро е тоа, ама не може само кошула. Ќе го врзиш горе, ама мафтат со нозене, па бегет, не можеш да го фатиш. Јас предлагам за почеток и по еден пар панталомчина да им заиме, да го врзиш и под маса, да не бегет онде по ходникон. Абе срамота ако ќе го видам онде саде по кошула кој се шетет, со тоа
мандалано да ми простиш му се мафтат джо сиджим. Абе срамота море. Ко ќе видам по на сестри на очи не може да истат, ќе се обесит некоја, не дај Боже, ќе не пишат по вестници. Брука ќе пукнит, море. Добро, де. Тоа е у реду, колеги. Еве, ја имам направено и друг список. Ова за набавки што треба да се направат. Еве, види, аспирини, конци за шиење, конци за плетење исто, метадони, хептанон, хероинче нешто да земеме, 5 тона железо за арматура. Добро, шефе, шо ќе не е железно да го еме? Шитнеме тоа жива пара. Имат кој ти кажам? Да, Знаеш што пегли излеват од тоа? Ходиш ли се градат куќи? да. Дај шо дай, дај шо. Четворица мртви. Да? Едниот починал на пат за болница. Кој бе? Да, Бог да опрости. пребегале преку граница. Еј, полиција. Кој море? Имало човек од полиција, умешан. Питај кој. Кажи ми кој е тој, го знаеш ли по име, да? Абе, не ми објаснувај по фаца по име, кажи ми. Да. Чарлс Бронсон. Не сум го гледал, не знам, еви... Ни јас го немам колеги, гледано. бе, не го има гледано. Ај донеси утре касета една. Ај не ме прекидај, гледаш дека на колегиум сум, ајде ке се чуеме. Ајде чао. Ето, видиш се, ами ја прекинува и мислата. Кај застанавме? Друж началниче, ја имам еден предлог ако може малку за воа набавките, за услови да ги подобриме. Мислам по воа собите, по ходниците, слики да ставиме да му има мајката. Еве, ја имам човек мој од МВР, че го донесам сега да не ме свајн погреш дека ја го пикам или... Човек експерт може не знае да апсе, али слика да ти одбере, тоа нешто неверојатно. Не и црта он, рака на срце, али се разбира се да одбере нешто, но му да ни дадат негде грчкини, мачкини, воа, ноа. Сепак треба тоа да биде убава слика, да има конче нацртано нешто, животно, дете, жена, природа, поток, водопади, да личи тоа на нешто. А ние мислам воа колеги, нели дружначален спош, ничи одберим тоа слика. Може. Може и гоблен исто. Тоа многу работа сака, колеги. Дајте нешто експресионизам. Еј, дружначалниче, експресионизам. Пичку материн. Слушај, Джо, сега ми е предочек ми веруиш. На белиот зид на врат ки шфлем од едната страна. Ќе цртаме еден вака болен, ама многу болен. А вака. И ти дружначалниче. Над него вака застана Джо Анđел. Со лажичето и шурупче уста. А? Одма до здраве. А тук фамилијата вака застанати, исплашени, чекат да дојде 2 сата и вака гледа на вакото сатот, за на поста да му влезе. И после одма тука експресно, одма го излечуиме на друга страна. Експресионизм што викаш ти дружначалниче. Разбираш? И он излечен, и оде вака ки фатиме менаџерката, ги раздужуе пиджамите. Разбираш? И вака застанат, када сака да ја каже, Фатиме, еве јас пиджамите и врачам, ама влечките и загуби. А Фатиме вака насмеана и гледа му него, и вака му стои и му вика, добро да си загубил, ти били здрав и жив. Ајде за едни влечки голема работа. Него, колеги, ја заглавивме малце работа, ја мислам време е да донесеме заклучок. Може. Види, тоа беше феноменален, мислам изванреден колегиум и ја не би сакал после овие одлични дискусии да останеме само на зборови. Таси, како знае да го каже тоа нешто феноменално. Супер, како сме завршили работа. Си наработавме да ти кажам. Колега, останете малце, ако сакате. Во ред. Завршивте ли? Колега, слушај, ово со слики беше го каже убаво, ама признај кај го имаш видено, ти по аптеки не наши го имаш видено, ама искрено да кажеш. Не бе, баце, на забра бе некја. И влеам таму тоа ходникот натре, гледам слики уметнички изнаредено. Одам на канцеларија, влеам натре, уш толку изнаместено слики. У ножикот влегу и таму слики изнаредено. Викам, алал да му е воа, не знаеш забар ли е, вакво ли е галерија. Абе, знаеш што ти тоа убава работа, ој Давид? Не е лошо и ние да клајме овде оти. Какво време, ој, утре, дај Боже, министерство немат пари, ќе ги продајме то. Бе една платачица, то чиста пара е, шо вика другороначалник. Ама не само тоа, и воа ти шо рече за ваквото за пациентите. Срамота е мајка му стара, у таа соба јадат, у таа соба по нужда одат, по 16 души унатре натисканем. Треба комоција малку, бе.
Еми се ако кажа 16 мили, како порано не се сетив море. Абе да им клаеме една гарнитура Луи 16 внатре, да видят малку комоција. Море Луи 18 ке клаеме, нека има 2 места поиќе за Зорзаман. Вие, колега, сте млад и перспективен, вака ви гледам. Па имам една молба до вас. Повелете, дружен началник. Ако сакате оваа бомбонјерава, да отидете тука у дукјанчето од Карши да ми ја смените за цигари, а еве и 10 денара си Нема купите нешто мастики за Нема вас. проблеми, дружен началник. Него да ја прашам нешто службено ако може. За овој пациентот Миле кај мене у група што е. Тој не ми изгледа дека припаѓа со овие другиве. Колега, видите, они сите на прв поглед изгледаат нели здрави, како да се нормални, меѓутоа тоа е многу тенка линија. И често пати може да се деси случај кога изгледаат најздрави, тие да бидат најопасни. Вие сте млад. Вие тек треба да магистрирате, ќе докторирате. Од кај ви се кондурите? Продавница? Не, пошто и ја имав исти вакви, па ми ги дигнаа, веројатно овие модели највише и крадат. А тоа за Миле, за случајот на Миле, уопште нема да се секирате. Ја све што треба да се направи ќе ви кажам. Значи за дома да не го рачунаме. Тома никако. Никако доека не ви кажам ја, колега. Тој Миле што има проживеано. Тоа и другите колеги го збора дека бил многу битна фаца нека. Ама јас све се сомневам, никој не му доаѓа после. Тоа колега не го пишува у книги. Ја ви реков дека ова многу специфичен случај. Ја забранив посети. Затоа што после секоја посета пациентот паѓа у тешка депресија, кој што потоа преку акутни психози и неурози преоѓа у хронична диареја. Па чистачките не се бунат после. А он не бара после? Он мисли дека е у Швајцарија, ама му рековме на никој да не кажува. Ајде, колега, имам работа, слободно сте. О, пријатно, колега. Ало. Да. О, да, повелете, да. Не, колегиум имавме еден, така, да. Не падна збор за Миле, уопште. Не, еден млад колега се интересираше нешто, меѓутоа тоа е моја работа. Нема проблем. Да. Се јавувал у партија. Ја ви кажувам, немајте гајле додека сум ја овде, он нема да излезе. Може, батка? Може. Ало, јас сум Тошо, батка, да. Ова беше аут. Абе, каков аут не ме заебаве, молим. Евентуално корнер да беше. Абе, тебе ли ќе те лажам сега, убаво се видеме, батка. Абе, ја не знам дали ме лаиш намерно или не намерно. Важно не беше аут. Добро, бе, како не ти е срам? У први сет 4 бекенд паралели и 2 слайса ми зема. Се ова со тај брейков нема смисла, бе. Батка, тај брейк ли беше, тај брейк ли беше, ја не знам. Ама важно аут не беше. Дај, молим те се, но му вакви работи, ми сме додени тук да се рекреираме, да го. Не сме ни Скороевич, па да се чалеме тук. Батка, добар си, али треба да потренираш малку. Со оваква игра, Филе, многу тешко да го победиш. Викаш? Ти знаеш он колку е брз на мрежа, бе. А Башка знае да изненади у клучни моменти. Сите што играат со него, батка, вака име, вуна. Него батали спорт.
Батка, дай да видиме што можеш да направиш ти за мене. Слушай, дай да пробиеме оваа мала моја. По цел ден ми се качува на глава, разбираш. Брат, извини, само да го видам, молим те. Ladies and gentlemen, а сега да го проследиме настапот на познатиот овај некој знае што, соло пејач, Свети Љубомир Фрчковски, познат мексиканец од Скопје. Сега. Без разлика дали некој ме гледа како светец, како кинез или како мексиканец, јас сепак ќе ви отпеам сега една песна, молим те, од Ге Фатија. Веднаш ќе почнам сега. Мој живот е кратак био и пролазан као сан, зато желим само едно, да живим још еден дан. Читаш ли се што сака да каже меѓу редови, а? Што да читам, ништо не пишуваше. Него слушай, кај застан, батка. Дај бе оваа мала моја маца, многу сака да Господа, се извинувам. Ве гледам, машала, благодарност сте активни на спорт и си мислам да ми биде чест да дојдете у Тетово овој викенд или сабота ќе биде, ќе видиме. Следе мој колега го земавме оваа Шар планина што е и он одма тука отвори игралишта за голф, а ја тука сервис за форт. Ако можеш, повелете. Нема да ве задржавам. Фала. Гледаш ли што е бизнесмен, бе? Знаеш ли што пара истори на последните избори? А ти нечеш 2 милиона да дај за нашите пари. Колку сока? Два виски, еден поредок. Дебо Гуче, јас са бојтешка певта боча. Господине, ајде пише 3 сока, те платиш или да видам полиција. Како де ти е срампе да вас питат и заеде? Ја испокрадовте државата тука. Се да бестивте да убај работни беста сите да може да крадете. Баш ви е гајле за обичај граѓај попут Педи и другите овда присутни и така натаму. Каже стале да му каже бја коба представува тука него кафарата. Абе каков шеф салет, зафатен шеф салет. Не може да прими. Боре ќе ме прими и то како да му каже бја него како се води кафара. Јако ќе водам кафара, прво што ќе да па то секој гости да може да дојде до кај мене, да видам што го бачи и така натаму. Ја, драги господа, кога ќе станам шеф сале, прво што ќе направам, има да ги отпуштам сите келнери што крадат, затоа што они крадат од вас, од вашите фамилии. И за тоа вие после немате да вашите деца да им купите патики, копачки и слично. А да не зборам за фуста за вашата госпожа или за хамбургер за вашето куќе и така натаму. Видете ги овие двојца господа, дури немат ни за панталони, а како достојанствено седат тука, разбираш. Зашто? Затоа што ова е дивна кафана. Така ли е? Така е! Сакат ли оние да пијачка да се напијат? Сакат. Ама не можат, скапо им е и така натаму. А зашто им е скапо? Затоа што они цените ги формираат врз информациите што ги пласират да бруто приходот по грло е $1700 и така натаму. А дали е стварно така? Не е така. Сега ја ќе ви кажам. Ти кој да ги брои така да речените сиви пари каде што никаде не се прикажуваат. А тоа са парите од земјоделците кои што идат у кеш, затим парите од шверцованата роба која што нигде не се евидентира и то се врти све. Зашто тоа они го обогучават да ме питам ја вас? Зашто? Зашто никој не даде образложење за сите афери што се дешаваат у здравството, у Министерството за полиција, што се деси со приватизацијата? А после, што се дешава у спортот? Па после ќе викат овие, овој бил педер, оној бил педер, а од не веруе и така натаму. За тоа, јас кога ќе станам овакво, како се вика, шеф на кафана, ви обечам дека да за сите у најмање рука кима има благостање, а за остало уопште и да не правиме буламе овакво. Така ли е? И оваквото све тука што ве. Тоа беше се за вечер. Ќе се видиме утре пак. Фала многу. Шо ти е народ, братка? Виде ли колку малци им треба? Брате, друго гледаме. Го виде ли ти човекот колку малку му треба за да попаде раја? Колку е сугестивен човек. Има харизма.
Слушай, вие човек мора да го вземе во партијата, знаеш. На ваков човек народ му веруе. Слушай, не знам од кај си приметил. Многу те вади тоа што си новинар тебе, батка. Ја што ти кажам. Него слушай, таа што правевме моја за малава моја. Дај да убаци. Многу сака да пее. Не е тука место за тие моја. Ќе одиме кај мене во студиото, ќе направиме моја. Ајде да здравиме за човек. Кул, супер! Тошо, слушали каква ствар сум искомпонирал синоќи од Битлси? Хитче ќе правиме сега одма. Батка, многу добро си го опрема студио, да ти кажам. Ова све од странство мора да си земал, а? Не бе, зошо? Ваков продолжен кабел не сум видел овдека, бе. Со 5 утикача. Во, знаеш ли шо е? Знам, бе, Ямаха. Оригинал америчка ти е, батка? Не, јапанска. Си бил до Јапан за ова? Не бе. Каде? У Немачка? Не бе, батка, на зелено пазарче, доре ми. Они се застапници за Ямаха. Шо ти треба од Ямаха се има таму. Батка, остај тоа за друга работа сум ја овде. Кажи. Дај да видиме оваа малава моја, бе. Ептен е таленат, бе. Ептен. Добро бе, зош не кажа прошлата недела. Чак ба тебе на Злато Славичи, нека пее таму. Абе, малава моја Жане девојка ми, бе, батка. Добро бе, тебе не ти иде умот. Зашо, бе? Добро, не ли те срам? Бунда и купи, на Флорида однесе, стани плачаш, бормашина и купи, шмир шајбна, копачки секоја втора недела и купуиш. Бойлери купи 80 литра, бойлери зема. И капак некја за роден ден 1700 марки, за шо? За мешалица за малтер. Добро, не ли те срам, бе? Се и пеачка ќе ја правиш. Ма многу добро пее, бе, батка. Од кај знаеш? Па она ми кажа, бе. Она ми каже. Слушај бе, јас се нафаќам, ќе ја свршам работа. Ќе ја направиме звезда утре, ама ти ќе бидеш пишман, да знаеш. Ќе то откаче море. Бе, какво откачување, бе, батка, ти знаеш и она колку ме сака мене, бе. И од кај знаеш? Завчера со еден другар биле кај неа, знаеш шо правеле цела вечер? Шо? Муавет за мене, бе. Од кај знаеш, бе? Она ми кажа, бе. А башка, синоќа, отидовме кај мене у фирма, сами. Отклучувам, влагаме сами унутра. Заклучувам вратата и... Едната вреќа на ова рамо, едната на ова рамо, 10 марки ќе му дајете на човекот за 15 минути, шлеперот е истоварен. Ја ли ќе ве учам? Добро бе, батка. Чима сакаш толку, онда ќе ја свршиме работа. Слушај, само има проблем еден мал. Јас сум нешто со парички султанок вие период нешто. А ми треба вака да обнова малку нешто во техниката, па ќе треба да причекаш малку. Нели на квалитет одиме, тоа треба да биде јак тираж, ме разбираш? Добро бе, батка, зашо сум ја овде? Ти знаеш ли на какви глупости јас све имам давано пари, бе? За избори требало, за фудбал требало, утакмица требало да се намести, судија да се потплати. Сега пратив 5 доктори на симпозиум у Лондон, бе. По вие од Сорос, ако ме разбира дека им се мешам у работа, нема да ми прозборат, бе. Па тебе ли да те оставам, бе, батка? Дај телефонот. Ево. И ја мора тебе да те заокружам технички, батка. И од неа да извадиме максимум, разбираш? Шо ти треба? 2 дека. Ало, Мики, шо приш? Слушай, шо имаш од роба, кажи ми? По колко ја даш? Остај, батали тоа. Слушай, хитно ми требаат 2 дека. Да. Да ги нарачаш одма за 2-3 дена да се тука. Да, 2 дека. По колку е еден? 2,5-3. Слушај, пиши ги 4 кила комата од Холандија, од Дански, од кај доаѓа, додека ги донесат, тоа ќе ескалира по пут. Пиши ги по 3 кила, двата нека бидат. Така. Со 2 глави. Слушај, дековите нека бидат со 2 глави. Да, главите башка може да ги спакуваат тоа да ги пратат. Добро? Да, 2 дека. Молим?
Шо е тоа дек? Крстофон. Касетофон бе, Мики бе, ја ли ке ве учам бе, срамота, не си ја знаете работата бе. Ајде, нарачај ги тама, ајде. Најтешко е со луѓе да работиш, батка. Значи, не може човек да се најде за работа. Тоа и ја мислам ако веруваш цел ден. Сечниот типот што го видоме преđu у кафењето. Тоа е прав човек, батка. Лидер, го видели, сугестивен. За секунда цел народ го собра одма. Таков човек нас не треба упари, таков човек треба да најдеме. Мора да го најдеме. Па ти си уредник бе, батка. Утре отиди тоа новинарите собери ги, нека развртат телефони, ќе го најдат човекот. Ќе го примеме у партија, не е проблем, него види за мала, молим те. Ај, отидов ја. Ајде. Чао. Ало, Оле, јас сум. Слушај, утре Сабале на работа ли си? Молим те уж Сабале, че ти се јавам да ми најдеш еден телефонски број. Многу ми е битен човекот. Многу. Ајде. K15!